се заблагодарам за присуството. Дозволете ми уште еднашка да искажам сочувство со семејствата на оние кои што за жал ги изгубија животите и во исто време да искажам подршка на семејствата кои што имаат повредени, кои што се борат во овие денови. Се надевам дека сите ќе успеат успешно да се излечат и да излезат од оваа трагедија. Имајќи предвид она што се случи минатиот викенд, односно во неделата, како влада донесовме одлука да се направи контрола на сите издадени лиценци од страна на министерствата во рамки на владата, без разлика на што се однесуваат. Ова одлука се однесува на сите министерства и сите институции кои што издаваат лиценци од било кој тип. И таа активност веќе е започната. Би сакал да ве информирам за првичните резултати од активностите во рамки на министерството кој што го предводам. Тоа е Министерството за транспорт. Во тек е контрола на сите издадени лиценци согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. И тука сакам да нагласам дека законите за жал во делот на контрола не се јасни, да не речам се исклучиви. И ние ова го правиме со еден вид политичка одлука, но сметаме дека е правилна. А по завршувањето на овие постапки ќе следат и јасни законски измени, со кои што ќе биде законска обврска секои 6 месеци да се врши ваква контрола на се што е издадено од страна на институциите. Во однос на Министерството во моментов спроведуваме контрола на сите издадени лиценци согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање, и тоа на лиценци за изведувачи на градби од прва категорија, изведувачи на градби од втора категорија, надзор на изградба на градби од прва категорија, надзор на изградба на градби од втора категорија, проектирање на градби од прва категорија, проектирање на градби од втора категорија, ревизија на проектна документација за градби од прва категорија, ревизија на проектна документација на градби од втора категорија, управител за одржување на објекти од прва категорија, управител за одржување на објекти од втора категорија, управител на градба и лиценци за изработка на урбанистички планови. Она што можам да го кажам досега е следното. Од издадени над 1100 лиценци, досега се вкупно проверени 643 лиценци. Проверката продолжува и очекувам до вторник целосно да е завршена. Од овие 643 лиценци кои што се проверени, кај 97 лиценци или во проценти некаде над 15%, констатирано е дека по издавањето на лиценците, правните лица престанале да ги исполнуваат законските услови врз основа на кои истите се издадени, поради што ќе се донесат решенија за одземање на лиценците. Или пластично кажано, во моментот на поднесување на барања за лиценца ги исполнуваат условите и после тоа престануваат да ги исполнуваат условите, а за тоа не го информираат Министерството. Изразено во бројки тоа значи, на 13 правни лица одземена им е лиценцата за А изведувач на градби, на 34 правни лица одземена им е лиценцата за Б изведувач на градби, на 2 правни лица одземена им е лиценцата за А надзор на градба, на 6 правни лица одземена им е лиценцата за Б надзор на градба, 3 правни лица за А проектирање на градби, 20 правни лица Б проектирање на градби, 2 правни лица Б ревизија на проектна документација, 1 правно лице одземена му е лиценцата за управител за одржување на објекти од прва и втора категорија и на 16 правни лица одземена им е лиценцата за изработка на урбанистички планови или популарно во јавноста познати они куќи кои што цртаат детални урбанистички планови. Како што кажав, продолжуваме, до вторник очекувам оваа постапка да се заврши. Паралелно е почната контрола и над сите издадени лиценци и овластувања во делот на патен превоз, и за истото така ќе ве информирам во текот на следната недела, а како што кажав, ова ќе повлече и законски измени кои што треба да ја направат контролата многу построга од ова што е до сега. Благодарам, Поелет, ако има прашање. Теменугов Поелет. Ја имам две-три прашања. Првино рековте и законски измени, тоа ќе биде во делот само на вашето министерство, бидејќи гледаме дека голем проблем е и со лиценците што се издаваат во Министерството за економија, односно контролите што следуваат. Според важечките закони,
Во овој момент, постфестум може да се контролира, ако решат Државен пазарен инспекторат да контролира тоа што е издадено како лиценца. Не може, и ова е направена измена во 2008 година според регулаторната гилотина која се носеше, се сменети условите на Жими Мајка у суштина да се издаваат овие лиценци и може некогаш, а може и никогаш да не се проверат од ДПИ. Моето прашање, дали ќе го смените се ова, бидејќи за да може да контролира според минимум технички услови ДПИ треба мултисекторски приод, затоа што тие инспектори не треба да мерат височина, квадратура, да мерат колку помошни излезни врати има. Едноставно мислам дека и тие инспектори не се подготвени тоа да го работат. Дали ќе ги смените законите и во овој дел, да се врати, например, старото законско решение? И второ прашање што ме интересира, гледаме дека премиерот ја заострува реториката околу одговорноста, но ме интересира дали вие, сега малце и политичко прашањето како подпредседател на партијата ве прашувам, за да се истера една ваква обемна, ајде да кажеме, акција, треба да има и поддршка од партијата, јасен став дека нема да има попуштање на своите членови, посебно бидејќи доаѓа моментот на локални избори, каде што тие што можеби и треба да бидат гонети, што гледале низ прсти сето тоа, ви носат и гласови, работат на терен, едноставно, дали вие имате заземено став како партија дека нема да имаме дајми помеѓу вашите членови во партијата. Сакам да знам дали има премиерот партиска поддршка да го истера она што го кажува дека нема да прогледа низ прсти на ником. Благодарам на прашањето. Прво во однос на првото прашање, апсолутно идејата е да се направи една поголема ревизија на постојните законски решенија. Може би една добра заложба од 2008 година, јас тогаш бев пратеник, да се намалат процедурите. Сега гледаме целосно злоупотребена, затоа што и патот до пеколот е, за жал, поплачен со добри намери и очигледно тој систем не функционира и мора да се менува. Јас кажав и претходно, ова што го направив во Министерството и што ќе оправиме во владата, да трне сега некој до крај правно да цени дали е така или не е така, може би ќе најде простор дека не е така, но ние одлучивме дека треба да се направи. Подобро да го направиме, отколку да строго гледаме дали до крај е напишено дека треба да е така. Но за воиднина мора да го напишеме во законите дека мора да е така, така што апсолутно се слагам со вас и тоа е вториот дел од акцијава која што ја почнуваме. Во однос на политичката поддршка, можеме да кажам дека имавме седница на извршниот комитет во средата, каде што е недвојбено размислувањето на сите членови на извршниот комитет како највисоко партиско тело да се поддржи владата и јавното обвинителство во активностите кои што ги прават, затоа што еднаш за секогаш мора да се расчисти и тука има недвојбена политичка поддршка. Љупче Полјот. Да, не видов. Да, Полјот. Да. Вака, едно прашање, бидејќи дали може според законот да ни објасните што овој објект требал да има, што е затекнато дека имал, бидејќи првен се зборуваше дека е дивоградба, после излезе дека имаме притворено лице кое што поднело некаков проект, подпишало некаков проект и во целата постапка, откако решил да биде дискотека или што и да било, која институција, под која институција, која надлежност влегува. Малку ги измешавме деновиве сите работи, да се знае во целиот процес како диско кога функционирало, која институција кој дел го зазема. Што е под пазарна, што е под транспорт, што е под, мислам сега да не ги набројувам, што е под економија, до крајната лиценца сигурно има процедура која што треба да се за. Дали може на кратко да ни го објасните овој процес, за да знаеме каде да се насочиме? Ќе се обидам да објаснам, се надевам дека немам и замерат од обвинителството, ќе го кажам она што го знам. Прво да одговорам директно, Министерството за транспорт, за жал, велам за жал, затоа што да имало надлежности, можеби немаше и ова се случи. Овде нема надлежности, затоа што имаме надлежности со после децентрализацијата само за објекти од А категорија. Тоа се државни објекти, брани, далноводи и така натака. А ова е објект од категорија 2? Да, од Б категорија, да. Се, од тоа што јас го знам, пак ставам задршка дека можеби не ми се најточни информациите. Објектот изграден во 1999 година според важечки план во рамки на општина Кочани. Тогаш не се вика детални урбанистички планови, наследство уште од Југославија, но ги има како планови, што преведено во денешна терминологија би бил детален урбанистички план.
Значи, изграден е согласно план и согласно насоките кои што тогаш ги дала општината. Изграден е како лесна незагадувачка индустрија и според информациите кои што ги имаме, одреден временски период се користи како шивара или фабрика за текстил, како и стручно да се вика, потоа се користи како магазин и така натака. Потоа е дограден еден дел од околу 50 метри квадратни, кој што во 2011 година, согласно Законот за легализација на дивоградби, е легализиран и е приклучен на постојниот објект. Што значи дека од аспект на урбанистичко планирање, таму е испочитуван. Проблемот настанува во оној момент кога почнуваат адаптации на објектот и реконструкции во внатрешноста, затоа што вие на сликите, ако видите, надворешноста скоро и да не е променета. Настануваат проблеми кога почнуваат реконструкции и адаптации во внатрешноста без никакво одобрение од никого. Не е пријавено. Точно. И дополнително на тоа, ставен е печат од одредено лице, да не одам понатака во детали, кое што или не видело што се случува таму, па на слепо ставило потпис и печат, или видело, ама го игнорирало тоа. Согласно законот е многу јасен, јас го имам пред мене, вели дека за добивање на лиценца се поднесува барање, има соодветни ценовници, да не ги читам сега, и вели кон ова барање се доставува решение од упис во трговски регистар издадено од Централен регистар, одлука за определување на висина на доместок, во случајов небитна, пријава за исполнување на минимално технички услови за вршење на ugostителска дејност. Тука е главниот проблем. Молам? Тие лица кои што ставале печат и подпис, тоа се приватни фирми. Не, приватни фирми. Согласно со органот на државна управа, кратко кажано МВР, дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот и платена таксена марка од 50 денари. Службеното лице, ова е многу битно, од органот на државна управа надлежен за работите од областа на угостителство, која води постапката, или преведено Министерство за економија, по службена должност ги прибавува доказите од ставот 2, точките 1, 2, 3 и 4, од надлежен јавен орган во рок од 3 работни дена од поднесување на барањето. Што значи дека сите овие документи се прибавуваат од страна на Министерството за економија по службена должност, а подносителот поднесува изјава дека под материјална, морална и кривична одговорност тврди дека истите се исправни. По мене законов не е добар и мора да се смени. И мора да има многу појасна и многу поголема контрола од ова што е напишано сега. Сега е оставено на едно широко толкување, некој дава кај нотар заверена изјава која што нотарот нема и како да исконтролира дека се е во ред, некој службеник од Министерството за економија после тоа по службена должност прибавува документи и се случи ова што се случи, за жал. Општина, Пазарен, Министерство за економија, МВР. Да, тоа е тоа. Тоа е член 31 ако 21 од законот, да, ќе ви го давам после. Не, го знам, го правев, мислам дека е член 31 од Законот за угостителска дејност, ако добро се сеќавам, тоа е тој. Само едно не ми е јасно, бидејќи ја и дел и колегите имаме различно толкување токму на овој член, дали по службена должност во овие 3 дена службеното лице треба да ги прибави сите оние минимум технички услови што треба да бидат исполнети, бидејќи на пример во правилникот за минимални технички услови стои дека има и проширено значење кај што имаме санитарни услови, противпожарни услови, имаше уште неколку други услови кај што е мултидисциплинарни дозволи. Треба ли да прибави Правилникот не го имам пред мене, но веројатно е така како што велите дека треба сите работи кои што се предвидени во правилникот да ги има, иначе не може да продолжи натака. И тие ги утврдува приватна фирма. Не, приватна фирма. Минимално технички. Не, тука е овде е страшната недореченост што нас не збунува на пример. Приватна фирма утврдува, во случајов тоа се фирми кои што работат проектирање. Приватна фирма утврдува дали објектот е согласно стандарди или не. А има и други работи кои што се веројатно дел од правилникот, кои што ги обезбедуваат други институции. Но проблемот на ваквото законско решение, според мене, е тоа што се остава голем простор на совеста, нема друг збор, на совеста на подносителот, кој што гарантира со изјава пред нотар дека тоа е така.
а нотарот при тоа нема начин како да провери, затоа што не е работа на нотарите да проверуваат. Знаете дека кај нотар можете све да заверите, вие сте одговорни, не е нотарот одговорен и затоа се потребни законски измени. Дали има други прашања? Вице-премиере, ја ќе ве вратам на вашата пресконференција. Рековте дека над 90 лиценци се одземени во областа која вие ја контролирате. Имате ли податоци, дали благодарение на тоа што не ги исполнувале условите овие компании, нечи живот може би бил загрозен, некоја зграда може би денес не е безбедна за живење? Го истраживте ли тоа и ќе следува ли може би кривична одговорност за овие кои не ги исполнуваат стандардите кои согласно законот би требало да ги исполнуваат? Тоа е одлично прашање, иначе до сега вкупно се 97 лиценци, како што ги набројав. Ние целиот извештај ќе го доставиме до органите на прогонот, во случајов Министерството за внатрешни и јавното обвинителство, и после тоа очекуваме од нив да постапат. Нашата можност, со вакви закони какви што имаме за жал, со растегнување на законите е до овде. Еве еден парадокс да ви кажам. Ние се им ја одземаме лиценцата. Имаат право да се жалат до второстепена комисија и до управен и до виш управен суд. Имајќи предвид каков ни е системот, ако продолжат да работат, а жалбава трае 2 години, може да замислите што може да се случи. И затоа по дитна постапка сега ќе поднесеме законски измени со кои што првостепениот орган, во случајов кај мене Министерството за транспорт или други министерства, веднаш ја одзема лиценцата, жалбата не го одлага извршувањето, па после тоа може да додат во процес на жалба. Не велам ја дека сите се светци и дека секогаш правилно носат одлуки, но подобро да направиме еден ваков блок, па во второстепена постапка некој да се жали и да евентуално докаже дека е погрешно утврдена фактичката состојба, но тоа веројатно нема да е повеќе од 10% од вкупниот број на случаи, отколку да ризикуваме со останатите 90%. Така што да се вратам на суштината на прашањето, одговорот е да, овие постапки кои што ние ги водиме ќе бидат проследени до органите на прогонот за понатамошно действување на истите. Згради денес кои не се безбедни за живење во Скопје. Тоа ќе се истражува ли, ќе се проверува, ќе евалуира? Тоа е веќе работа на другите органи. Јас не велам ни дека имаме, ни дека немаме. Велам што ние утврдивме во досегашната контрола, што мислам дека е чесен период кон работата. Можевме се име на страна, да игнорираме ситуацијата, речеме на ниједен начин не сме инволвирани во ова, но не мислам дека тоа е одговорно и правилно, мислам дека ова е одговорно и правилно. Ќе се извинувам што ќе потпрашам уште нешто. Колешката Чаче што го спомна за инспекторите што работат на терен. Вие имате вашите инспектори што се градежни инспектори под вашето министерство, имаат одредени надлежности, општинските имаат други надлежности, но никој нема у суштина според она што ја го имам како информација, надлежност од градежните инспектори да провери квадратура, висина, односно оние минимум технички услови. Тоа е оставен правен некој вакуум, да не може да имаме од градежен инспектор контрола на минимум технички услови што се пропишани за да се исполни. Тоа е оставено на ДПИ, на Државниот пазарен инспекторат, кој што реално нема капацитети, нема луѓе што можат тоа да го направат одреден дел од контролите. Дали ќе го смените и овој дел, бидејќи има една голема празнина помеѓу ингеренциите што имаат државните инспектори и општинските инспектори. Едните утврдуваат дивоградби, дали е во ДУП и сите тие работи, додека вие утврдувате за објекти од А и Б категорија, односно од прва и втора категорија. Но овоа што го зборувам, нема никој градежен инспектор што може да го направи. Апсолутно сте во право. Државниот пазарен инспекторат нити има капацитет, нити има знаење да навлегува во сите аспекти на функционалноста на еден објект. И делот законските измени ќе одат и во оваа насока во која што ја споменавте. Инаку разграничувањето помеѓу Државниот градежен инспекторат, кој што е независно тело, но точно дека е во рамките на пошироки надлежности на Министерството и општинските инспектори, е со децентрализацијата практично вака најпластично да ви објаснам 90-10 во корист на општинските инспектори. Значи, тие се тие кои што утврдуваат дивоградби, но не само дивоградби, непријавени реконструкции, непријавени адаптации, непријавени проширувања, летни тераси, ако сакате, затоа што зборуваме за угостителство, додека државните инспектори имаат надлежност
за градби од А категорија и старите градски јадра во неколку градови каде што се заштитени, например во Битола, во Охрид, ќе ви ги кажам точно, Битола, Охрид, Гевгелија, Стара Скопска чаршија и Кратово. И тоа е тоа. Се останатото е на општинските инспектори. Јас, ова е моје скромно мислење, секако на крај владата ќе донесе одлука, мислам дека и тука мора да ги менуваме работите. Може да ни кажете дали се диско клубови, ноќни клубови или има и школи, градинки? Не, овдека ги прочитав, ако сакате уште еднаш ќе ги прочитам. Појасно, категорија А, споменавте категорија Б. Значи вака, од 97, не, зборуваме за фирми, тука, не за објекти, да сме јасни. Ако сакате ќе прочитам уште еднаш кај извештајот. Значи, од издадени 1100 лиценци, околу 1100 лиценци, во вторник точна бројка ќе ви кажам, од издадени околу 1100 лиценци од страна на Министерството за транспорт, до сега вкупно се проверени 643 лиценци. Кај 97 лиценци констатирано е дека по издавањето на лиценцата, правните лица престанале да ги исполнуваат законските услови врз основа на кои истите се издадени, поради што ќе се донесат решенија за одземање на лиценца. По бројки е следно. На 13 правни лица, или народски кажано фирми, им е одземана лиценцата А за изведувач на градби од прва категорија. Или наједноставно кажано, на 13 фирми кои што се занимаваат со градежништво и имаат право да градат брани, автопати, далноводи, државни објекти, министерства, влада и така натака, им е одземена лиценцата и не смеат веќе да градат. 34 правни лица им е одземена Б изведувач. Тоа се 34 градежни компании кои што се занимаваат со се што е градба во држава надвор од овие кои што претходно ги спомнав, односно од врвните државни објекти. И за мене ова е најосетливо и ќе излеземе и со имиња следен пат, само да завршиме постапка. Две правни лица им е одземена лиценца за надзор над градба, пошто покрај изведувач кога градите објекти имате и надзор за А категорија, за државни објекти. 6 правни лица надзор за градба на Б категорија, тоа е се останато. 3 правни лица А лиценца за проектирање, оние кои што ги прават проектите, и 20 правни лица, повторно за мене исто проблематично како горните, Б проектирање на градби од втора категорија. Тоа значи се што е градба надвор од државните објекти. 2 правни лица, молам? Да. 2 правни лица одземена им е лиценца Б за ревизија на проектна документација, едно правно лице за управител за одржување на објекти и, за мене исто така многу спорно, 16 правни лица им е одземена лиценца за изработка на урбанистички планови. Тоа се популарните куќи кои што цртаат урбанистички планови. Знаете, во минатото за 1 евро цртаја огромни урбанистички планови. Кажав дека во вторник ќе ги објавам, до тогаш ја завршуваме постапкава, да не им е сега тоа основ да ме тужат па да се спасат. Во вторник со име ќе одам за сите. Бидејќи спом... Има. Ќе видите во вторник да не им дајаме гума за спасување се. Добро, колку закони треба да се променат и колкав период ќе треба за таа промена? Бројката не можеме да ја кажам, но ќе работиме многу брзо. Ние веќе работиме. Сега одговарам потесно само за Министерство за транспорт, ние ќе сме до следна недела спремни. Имаме работна група која што активно работи. Фала на сите, многу фала. Фала ви.